Почитувани, добра вечер. Вие сте со Трета порта, среда е 19 часот и 15 минути, емисија која ви ги представува најинтересните политички случувања на светот на интернетот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме најмногу реакции за последниот инцидент пред зградата на владата, каде се испукани два проектили. За ова има доста реакции, но има и посетување за сличен инцидент кој се случи пред 7 години. Исто така, ќе видиме и реакции за лустрацијата, за инцидентот во старата Скопска чаршија и неизбежните политички теми кои се дел од Трета порта како политички магазин. Почнуваме со реакциите за инцидентот пред зградата на владата. Новинарот Сречко Поповски токму овој инцидент го поврзува со сличниот во 2007 година и го поставува надписот од тогашниот инцидент кој е објавен во весникот Утрински. Поповски вели: владата сака да им порача на сите што учествувале во терористичкиот напад дека кога тогаш ќе завршат во затвор. Ги известуваме и на паѓачите дека пораката е примена, но владата нема да отстапи од својата досегашна политика, изјави вчера портпаролот на владата. Тогаш портпарол беше Ивица Боцевски. Значи, ова е од 6 август 2007 година. Веројатно дека новинарите сега го постираат ова, бидејќи тогаш напаѓачите не беа откриени. Продолжуваме во слична насока. Ваков надпис има и новинарот Боријан Јовановски, кој во однос на сегашниот инцидент вели: барам стручни лица за вештачење на информацијата. Значи, пронајдени се два забиени проектила во фасадата на зградата на владата, а материјална штета нема. Значи, тоа е дилемата која ја отвара Јовановски, како тоа имало два проектила кои експлодирале, се слушнала експлозија според сведоците, а нема никаква штета. Еве еден Facebook корисник кој повторно ова го поврзува со поранешниот инцидент. Еве го соопштението, еве ги податоците од тогашниот инцидент. По извршеното вештачење утврдено е дека првиот проектил бил лансиран од Скопското кале, зашто сведочи и сликата направена од една од безбедносните камери, на вториот се работи. Значи, ова е информација од 2007 година. Ова е неизбежен коментар на социјалните мрежи во однос на инцидентот пред владата. Значи, сите го зборуваат истото. Еве уште еден вели вака, Facebook корисник: немаше ист ваков случај пред неколку години, или мене ова некој дежаву ми се случува. Тоа се коментарите под постот на Боријан Јовановски, кој отвора дилемата зошто нема материјална штета, иако имало два проектила кои експлодирале. Положуваме со аналитичарот Едмунд Адеми, кој го зборува истото, може да се каже, ја има сличната порака како и претходните корисници. Вели: ако се сеќавате, 2008-та беше чинам, подолу Едмунд Адеми се поправа, потоа вели дека 2007-та. Тогашниот портпарол Боцевски драматично едно 12 часа покасно јави дека е гранатирана зградата на владата. До ден денес не дознавме кој тоа гранатираше, денес пак иста приказна. И еве го и главниот и одговорен уредник на телевизијата Алсатем, Мухамед Зекири, кој го вели следното: од немај каде владата си почна да се пука со проектили. Мислам дека пораката на Зекири е јасна. Тоа беа досегашните реакции за инцидентот пред зградата на владата. Верувам дека ќе ги има многу, се работи за несекојдневен инцидент, значи испукани се два проектила кон зградата на владата и очекуваме да видиме дали Министерството за внатрешни работи во наредните денови ќе ги открие напаѓачите. Продолжуваме со најавените содржини. Значи, ќе видиме реакции за инцидентот во старата Скопска чаршија, за демолирањето на локалот Дамар, а ќе видиме реакции и за лустрацијата. Еве колумната на главниот и одговорен уредник на Вест, Горан Михайловски, кој зборува за инцидентот во чаршијата.
Михайловски во неговата редовна колумна, сакам да кажам, која ја објавува во дневникот во вестникот Вест, значи зборува за повеќе теми. Тоа е таков е концептот на неговата колумна. Не верувам дека има некој кој тоа веќе не го знае, сите оние што ги следат неговите колумни, а бидејќи се објавуваат десетици години, па и повеќе, не верувам дека има човек во Македонија кој не прочитал некој од нив. И еве го делот кој зборува за инцидентот во чаршијата. Завчера се случи уште еден изолиран инцидент во наводници во старата Скопска чаршија. 30 граѓани со качулки демолирале кафуле каде што имало 30 други граѓани. Меѓу гостите имало и двајца повредени. Инцидентот се поврзува со годишнината од формирањето на ЛГБТ центарот. Тој пред 2 години беше отворен во друг дуќан во чаршијата и 2 пати беше благовремено демолиран. Тогаш беше демолиран ЛГБТ центарот, а сега беше демолирано кафулите во кои се славеше роденденот на ЛГБТ центарот. Полицијата работи на расчистување на случајот, на оној од пред 2 години. Ужасно е што организирана група се зема за право да оди по кафулиња низ чаршијата и да тепа луѓе. Ужасно е тоа што полицијата уште не го расчистила случајот од пред 2 години. Да не случајно помислиме дека полицајците ги штитат тие што не заслужуваат да бидат заштитени. Но најужасно е што секогаш се наоѓаат паметни што ќе го оправдаат насилството. Па што ако ги тепале, кога се педери и лесбејки? И што бараат во чаршијата, каде што очигледно не ги сакаат? Сигурно доаѓаат од екзибиционизам за да провоцираат. И тоа баш на денот на револуционерната борба. Ептен педерски. Сами си го барале. Кога ќе почнеш да бараш оправдание за насилство, сетеки и тебе ќе ти дојде редот. Оти денеска тепаат педери и лесбејки, утре ќе тепаат пензионери што се возат по автобусите, а не им е ден за возење. Задутре ќе ги тепаат тие што немаат трето дете. Прекутре ќе тепаат кого сакаат, затоа што за секое насилство можело да се најде оправдание. Тоа е колумната на Горан Михайловски посветена на инцидентот во старата Скопска чаршија. Емисијата ја продолжуваме со Facebook статусот на професорот Владимир Милчин, основачот и председател на Фондот Отворено општество во Македонија, кој е еден од оние кои се означени од Комисијата за лустрација дека соработувале со безбедносните служби. Владимир Милчин на својот Facebook профил зборува сега токму на таа тема. Треба ли да се подсетиме? Јордан Мијалков доби улица, Љубимир Фрчковски доби пресуда. И едниот и другиот биле министри за внатрешни работи. Мијалков пред Фрчковски. Мијалков одобрил прислушкување и следење на Јаковлевски. Фрчковски ја продолжил важноста на мерките што ги одобрил Мијалков. Вака изгледа правдата на метлата на режимот. И ова професорот Милчин го пишува во време кога Комисијата за лустрација бара професорот Фрчковски меѓу другите да биде избркан од работа затоа што според нивното толкување на законот тој бил прогласен за соработник на безбедносните служби или во неговиот случај за злоупотреба на службената положба како министар за внатрешни работи. Продолжуваме со еден прилично интересен текст на колумнистот, новинар Ивор Мицковски, поранешен активист во СДСМ, кој може да се каже дека ги разбранува партиските духови. Текстот зборува за дел од оние поранешни членови на СДСМ кои сега не се во партијата активни, кои се отстранети од различни причини и Мицковски во текстот навестува дека токму тие, како што тој ги нарекува исклучените, сега ќе оформат ново движење, спомнува и нова партија, и најавува интересен момент, како што Мицковски вели, освојување на зимскиот замок на Бихачка, мислејќи на седиштето на СДСМ. Еве го насловот, што да направиме ние исклучените од системот. Значи се работи за прилично долга колумна, но ние ќе го прочитаме, според мене, најинтересниот дел. Што неминовно ќе бидеме приморани повторно да направиме. Ние ќе направиме едно ново обединување, една уништувачка демократска сила за која
бидејќи демократска е непостојана и ние денес сме сведоци за тоа. Рецептурите ги имаме, испробани се и знам дека сега би делува генерично и неверојатно, но нема бегање од таа идна реалност. Демократијата предвидува рушење на олигархиите, феудализмите, тираните, без разлика дали потоа ќе опстои како траен модел и форма на владење. Тоа обединување не може да се оствари без партија, тоа за Македонија е неопходност, што значи дека прво ќе мора да се освои зимската палата на опозицијата, која денес функционира како олигархија, суи генерис и политичко-културолошки колаборационист на режимот. Но паралелно со тоа, пред да го вратиме политичкиот субјект способен да ја примора власта на нејзина сладка смрт, каде би се дозволило делумно да се спаси, субјект кој би имал сила да ја примора на евтаназија или на насилен крај. За потоа, организацијски и системски да ја преземе власта, ние имаме и друга задача. Реакцијата на исклучените е неминовна и ние мора да ја предизвикаме, подпомогнеме или да ја пречекаме, подготвени како структурирана демократска опозиција. Ова е колумна на Ивор Мицковски, поранешен активен член на СДСМ, кој најавува прилично интересни случувања. Доколку можеме да му веруваме на Мицковски, значи опозицијата ја очекува бурен период. Продолжуваме со колумна на Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, кој зборува за активностите на неговата партија, но и ги поврзува со активностите на опозицијата, особено оние активности кои беа најавени од опозицијата, работата на терен. И Димовски веле: активноста не се најавува со тапани. Еве дел од неговата колумна. Затоа пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за Македонија за подобра Македонија во последните неколку недели спроведува опсежна теренска активност. Припадниците од ВМРО-ДПМН почнаа директни посети по сите населени места во Република Македонија. 20 тима, составени од пратеници, имаат план за посета на точно 408 села, односно населени места во државата. Од нив веќе се реализирани посети на повеќе од 280. Ние оваа активност не ја најавувавме на тапани пред да почнеме да ја работиме. Туку напротив ја известивме јавноста откако ја завршивме првата половина од планираните активности. Нашата цел никако не беше да глумиме лажна искреност и близина со граѓаните, како што прават некои други политички партии, туку да разговараме отворено за сите потреби, приоритети и проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Намерата е тоа што до сега сме го пропуштиле да го видиме и слушнеме да пробаме да го ставиме во институционална рамка и да пробуваме да наоѓеме решенија за она што навистина е возможно и потребно. Тоа е колумната на Илија Димовски. Активноста не се најавува со тапани. Емисијата ја продолжуваме со еден текст на вестникот Дневник, кој е продолжение на друга серија на текстови, во која се прашува што значи одвојување на државата од партијата. Сега Дневник има текст во кој тврди дека ниту ОПСЕ, ниту СДСМ не знаат што значи тоа, иако ОПСЕ како меѓународна организација тоа го бара од државата, а СДСМ го бара од власт. Ќе го видиме првин текстот на Дневник. Значи, насловот е следен. Ни ОПСЕ, а ни СДСМ нема поим што значи одвојување на државата од партијата. Еве еден дел од текстот на Дневник. Во недостиг на конкретен одговор од ОПСЕ, пак за тоа што значи одвојување на државата од партијата, останува единствено конечниот извештај на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР за изборите од април. Во извештајот постојат две линии за тоа каде тие препознале некаква поврзаност меѓу партијата и државата. Првата е во медиумското представување на власта, особено во јавниот сервис. ОПСЕ ОДИХР забележале дека медиумите потврлиле во раздвојувањето на медиумското покривање на државните службеници во својство на министри и кандидати, што доведе до замаглување на линијата меѓу државата и партијата.
Препораката на ОПС и ОДХР е радиодифузерите да направат дополнителни напори за јасно разграничување на официјалните владени активности на кандидатите и нивното појавување во контекст на изборната кампања. Што е дополнителен напор во извештајот нема. Втората линија на можна злоупотреба ОПС ја гледа во искористеноста на државните органи и администрацијата, но при тоа и самите меѓународни наблюдувачи говорат за наводи за злоупотреби. Тоа е текстот на Катерина Нешкова во Дневник. И ќе прочитаме дел од коментарите кои не се согласуваат со авторот. Еве, еден читател на Дневник напишал: тенденциозен текст, премногу. Примери за одвојување на партијата од државата има многу. Например, не може министер за внатрешни работи во истовремено да биде и кандидат за пратеник и гарант за безбедноста на изборниот процес. Неговите можности за манипулација на истиот се огромни. Согласно демократските практики, прифатено е државните функционери кои се лично поврзани со самиот процес да се земаат неплатен одмор за време на изборната кампања. Второ, не може предизборно да се прават патишта, да се дели социјална помош, субвенции и така натаму. Тоа е злоупотреба на државата за партиски цели. Примерите се илјадници, чудно е што некој што смета дека е новинар не ги знае. Тоа е коментар под текстот на Катерина Нешкова. Ни ОПС ни СДСМ немаат поим што значи одвојување на државата од партијата. Продолжуваме со реакции на оваа тема. Еве го новинарот Зоран Бојаровски го пишува следното. Каква е оваа уредувачка политика? Не се ги читаат дури ни сопствените содржини. Пред 3 дена, истиот вестник објави колумна на професорот Мирчев на истата тема. Еве некои од неговите мислења и препораки. Нема што партиските порпароли да известуваат за незините успеси и ефекти. Нема што да реагираат на невладени и граѓански организации. Министри или, например, пратеници на пресконференции или во прес изјави одговараат за партиски ставови, а тие всушност се државни службеници. Не зборуваме за интервјуа во медиумите, во кои се често испомешани партиските и државни функции или пак личните. Не зборуваме исто така за свечени пригоди, каде што се испомешани премиерски, министерски, градоначалнички, па дури и религиски функции. Тоа е Facebook статусот на Зоран Бојаровски. Сега има и новинари кои не се согласуваат со ова. Например, еве, Цветин Чилиманов, кој е поранешен дописник на МИА од Вашингтон, мисли дека ова е добар текст. Па така на својот Facebook профил напиша: сосема коректен текст на Дневник. Не свеќам што толку паника денес. И ќе видиме дел од коментарите, бидејќи ова е прилично краток Facebook статус, подолу Чилиманов се дообјаснува. Еве еден дел. Па не може партиски поврзана невладина организација да врши испитување на слобода на медиуми од 2002 до 2006 и да каже дека се е окей, а потоа да ја вброи Македонија во иста графа со Русија. И сега има одвоеност на државата од партијата, а да пробаме и одвоеност на невладините организации од партијата. Меѓу забелешките се дека министерот за финансии му дошол на претседателот на митинг. Што да се каже? Тоа е до објаснувањето на Цветин Чилиманов, кој сега зборува за одвојување на невладините организации од партиите. Еве, еден Facebook корисник му реплицира: Цветин, се согласувам со тебе, поимите се широки и воопштени. И дека конкретно да се види и да се најде решение. Меѓутоа реакција по повод надпис за Скопје 2014 во словенечки вестник даде партија. Е сега споредување како било пред 2006 и сега не држи. Да, истото го правеше СДСМ, ама нели заради тоа подобро дојде ДПМН, а не да постапува исто? Ако тоа било погрешно, а било тогаш, исто ли треба сега да се прави? Или нели беше различно ќе биде? Тоа е значи реакција на дообјаснувањето на Цветин Чилиманов.
Емисијата ја продолжуваме со еден друг текст кој исто така предизвика доста реакции. Значи, режисерот Слободан Унковски во интервју за Фокус, меѓу другото, прати една прилично силна порака. Унковски напиша дека оние млади, дека најдобар совет за младите сега би било да ја напуштат Македонија, или со други зборови тој напиша дека оние кои мислат добро на Македонија е најдобро да им кажат да заминат. И на ова реагира поранешниот вице-премиер Ивица Боцевски. Боцевски на својот Facebook статус пишува: Професоре, вие најмалку имате право да кажете дека ако некому му мислите добро, кажете му да се замине од Македонија. Со сета почет кон вас, но вие сте последниот човек што треба такво нешто да помисли, а не дај Боже да изусти. Кога секој македонски уметник, научник или спортист ќе добие државна подршка за своите проекти во висина на таа што досега вие сте ја добивале и ќе ја добивате, тогаш ќе може да и реално да го мериме вашиот успех кој е неспорен. Но ве молам да не проповедате. Сите македонски власти секогаш ги поддржувале сите ваши проекти, па не гледам каде тоа вие сте биле репресиран или дискриминиран. Е сега под овој Facebook статус на Боцевски, во однос на текстот на Унковски, ако некому мислите добро, кажете му да се замине од Македонија. Има доста реакции и еве ние ќе прочитуваме некои од нив. Значи има доста корисници кои не се согласуваат со Боцевски, има некои кои се согласуваат. Затоа ние ќе прочитаме само мал дел. Еве еден Facebook корисник го вели ова: Зборувал професорот или не, народот масовно се иселил и се иселува. Вашите патетични и паралошки изливи на патриотизам не помага, ама ич. И на тоа Боцевски одговара: Не се прави наудрен. Не е темата дали граѓаните заминуваат од Македонија, туку темата е Слободан Унковски и неговите ламентации. Заради неговите ми се десеткуваше генерацијата. И одговор на ова: Извини, навистина малку се правам наудрен, а заборавам дека ти секогаш многу внимателно ги одбираш темите. Тоа е значи дебатата која се создаде по Facebook статусот на Боцевски, кој е напишан по интервјуто на режисерот Слободан Унковски. Значи, ова е типично за социјалните мрежи. Значи, имаме една реакција на текст, потоа на тоа има друга реакција, па се создава дебата. Ова е нешто што ги одбележува социјалните мрежи и оние кои ги користат, особено мрежата Facebook, може да го забележат дека ова секогаш се случува. Емисијата сега ја продолжуваме со останатите содржини, значи се работи за некои политички коментари на Facebook, за некои теми, за некои реакции на теми кои се граѓански, кои се обработуваат често во медиумите. Имаме анализи за загадувањето, а имаме и уште една интересна реакција, уште една интересна анализа по однос на инцидентот во Белград, по однос на прекинувањето на фудбалскиот меч помеѓу Србија и Албанија. Еве, еден Facebook корисник го пишува следното: Топ 10 теми за мафтање на народот. Едно име имаме. Бранко е крив. Да не бе албанците, досега ќе бевме ехехе, деца сме на Александар, гордост македонска. Субвенции ќе стасаат, ама не овој петок, другата среда. Барем се гради. Го оправаме здравството, докторите не чинат. Го оправаме школството, учителите не чинат. 363 плюс 208 еднакво 700 милиони за патишта. 10,3 милиони вработени во последното тромесечие, до крајот на годината уште 7. Значи, прилично ироничен текст на општествените случувања од овој Facebook корисник. Сега продолжуваме со колумна на главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски, кој вели Груевски да го послуша Андов. Значи, Јаневски пишува во негов ироничен стил, а се работи за интервјута на Стојан Андов во однос на тоа дека во Македонија имало антигрчка пропаганда.
Значи Јаневски пишува текст кој е поврзан околу проблемот со името и идентитетот. Ете го значи, во ликот и делото на македонската влада, виновникот за грчката блокада. Затоа Никола Груевски, како шеф на таа влада, треба итно да го признае нашиот јужен сосед под името Република Грција, или какво веќе избрале граѓаните на таа држава, и итно да даде изјава дека за него постоењето народ кој се именува како грчки не е спорно. И веќе следниот момент да се качи на авион и да замина за Атина, каде што покајнички со силен стисок на раката, сето тоа ќе му го каже на Андонис Самарас: "Оти веќе 24 години ги блокираме бившите поданици на Отоманската империја и се чини доста е веќе. На времето им ја затворивме и границата, обидувајќи се да ги колабираме и изгладниме, ги блокиравме во овие 2,5 децении секаде каде што можевме, нанесувајќи им со тоа штета од кој знае колку стотици милиони долари." Ете, тоа е колумната на Дарко Јаневски, иронична како и секогаш овој пат за името, значи за оние теми кои често се употребуваат во јавноста. Продолжуваме со професорот Денко Малевски, кој во неговата колумна праќа прилично интересна порака. Малевски вели: "Без ред немаме заштита, но без слобода нема што да се штити." И еве дел од поентата на професорот. Да се задржиме на нашата тема за редот и слободата. Берг вели дека едно општество не може да опстане ако контролната сила врз волјата и апетитите не е лоцирана некаде. А што помалку ја има одвратне од внатре во човекот, таа контролна сила повеќе ја има однадвор во државата. Отсуството на таква сила однатре кај македонскиот граѓанин, отсуството на демократско искуство од кое би се родиле демократски вредности како замена за нашиот поданички, неретко и арамитски и измамнички менталитет, речето зборува дека пред нас е еден долг процес на трансформација на политичкиот ум кој се мери со повеќе генерации. Тоа е колумната на професорот Малевски. Без ред немаме заштита, но без слобода нема што да се штити. Сонја Христовска-Угриновска од Дневник сега пишува за загадувањето во незиниот коментар. "Ние не трпиме одлагање од смогот. Со чисто злато да ни се покриени градовите. Џабе ни е ако во нив го нема најважното здравието. А во нашите најголеми градови, Скопје, Тетово и Битола, здравието на жителите под постојан напад од загадениот воздух. Половина Македонија живее во смог, а котлините гледани од планините личат на бели мориња. Во морињата милион луѓе се издишуваат и во секој здив до најдлабоките алвеоли во белите дробови. Внесуваат ситни честички со најразновиден штетен состав, тешки метали, гасови од автомобили, диоксини, фурани, бензини и други хемикалии, чии имиња не звучат како материи безбедни за дишење." Тоа е секогаш актуелниот текст посветен на загадување на Сонја Христовска-Угриновска. Емисијата ќе ја завршиме со текст на Горан Момировски, објавен во Република, кој вели: "Албанија и Србија се разбираат само за Македонија." Значи, во контекст на инцидентот со дронот во Белград, Момировски го пишува следното: "Да се прави паралела меѓу сонот за голема Албанија, виртуелно реализирано во Белград, и сонот за Србија до Вировитица и до Демир Капија, само врз основа на последниот инцидент за некого ќе биде невкусно и претерано. Но факт е дека и Србија се уште не може да ги сокрие историските соништа за контрола на територии што не се дел од сегашните српски граници. Официјален Белград само во последните неколку години имаше многу шанси, и тоа во односите со Македонија, да покаже дека сонот за голема Србија е одсонуван. Санкционирањето на грчкото знаме на спортски надпревари со Македонија и употребата на кратенката фиром на телевизиските преноси се само мал дел од провокациите со кои се уште се служат српските националисти, служби и институции, за да покажат дека се уште жалат за територијата на Македонија."
Значи, албанскиот национализам е одговор на српскиот и обратно. Тој е текст на Горан Момировски. Почитувани, ова беше последна содржина во ова издание на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не ја заборавајте и Facebook страницата на Трета порта, каде што може да ги оставите своите коментари. И за крај, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.